Samo da знаете колку се силни спомените. Стотици луѓе да кинисаат по трагот на собственото потекло и при тоа да поминат преку 7 гори и планини и уште толку реки, зборува за поносот и гордоста на собствениот идентитет. Луѓе кои одлучиле да не ја калкулираат потрошувачката, било да е временска, материјална или техничка, поради една единствена причина – да го видат родниот крај и при тоа да се сретнат со своите најблиски, дотогаш заскитани по белосветските безпатија. Ова е првиот впечаток од посетата на селото Ржаново, кое е сместено како последно во областа Малесија, 7 километри северно од Збажди. Денот на посетата не е случајно избран. Со оглед на фактот дека во Ржаново нема постојани жители, денот на селската слава, Света недела е единствениот кога ржанчани доаѓаат на родното огниште. Тие во селот и да се бездомници поради иструшениот праг, се чувствуваат како дома, ги вдомува заедничкиот дом, Свети Никола, нивниот животен ангел чувар. Затоа, како свежо дојдени во поднебјето, обврска им е да се пријават со своето присуство токму во заедничкиот дом, кој е доволно стар, над 400 години и доволно напатен од самување, за да го разбере нивното патешествие, да им опрости за краткиот заборав и, што е најважно, да им посака добро дојде. Ево денес, како што напоменавте, 20. јули 2008 година, повторно го исполнивме иселеното место село Ржаново. Повторно сме во црквата Света недела, која секоја година на овој ден ги собира сите ржанчани кои се растурени на секаде низ светот, на секаде низ најповеќе во Скопје и Охрид, а ги има и во прекуокеанските земји. Црквата Света недела се наоѓа на долниот дел од селото и не се памети кога е изградена, сигурно е постара од 400 години. За време на Илинденското востание е изгорен е иконостасот, а е обновена во 1907 година од браќата Доневи од Гари, од селото Гари. Инаку селото Ржаново е иселено, последниот човек се иселил некаде во 1962 година и до денес не живее никој. Обновени се околу 45-6 нови куќи и повремено во летниот период доаѓаат некои кои што можат, но на денот, на денешниот ден, на Света недела, сите ржанчани било каде да се наоѓаат во светот се во Ржаново. Со оглед на единственоста во масовната посета на денот на Света недела, денес во Ржаново е празник над празниците. Најпрвен во храмот ќе се служи света литургија со припомош на свештеник, кога ќе биде овозможен моментот на оддавање на почит према светецот со молитва и палење на свеќи, со подароци и молба до Свевишниот за здравје и благосостојба, се до моментот кога иконите ќе бидат изнесени пред храмот со намера да прошетаат низ светите места во крајот, да се посетат локациите кои своевремено значеле живот за населението и да им се препуштат на колективната молитва до Свевишниот за беричетна година. Во последните децении ова последното губи логика од причина што патиштата околу селото се затворени со отежнати дабови гранки, ливадите зараснаа со шума и трње, а местата кои значеа живот, како што се изворите, бараат излез на својот млаз вода неконтролирано низ некогашните ораници. Присутните одлучуваат. Традиционалниот чин носење на крсти ќе се обави со скратено движење на носителите со 3 обиколки околу црквата Света недела. Тоа е одвај доволно време за да се испрати молитвата до Свевишниот, низ која е замолен да го причува ржанското поле од елементарни непогоди и на овој чесен народ да му овозможи беричетна година, среќа и благостојба. Крсти носам, Бога молам, Господе помилуј е вообичаениот почеток на истата. Меѓутоа, како и во секој сегмент од животот на ржанчани, и овде постојат правила.
Onoj koji će nosi ikonat namivnio svetec na sveta nedela, ne samo što će se čustva počestin, tuku za da je dopre će mora i da plati. Starovo zbor za podorog na sredstva koji sekogaš se koristat za održuvanje na hramot. Imaći je tokmu ta nauma, pri prezemanjetu na ikonota, nikoj ne želi sredstva. Za denes domaćinot Stefan Cvetkovski deponira 300 evra i go zadrža pravoto da bide predvodnik na nositeljiti na krstot. Za ova godina isto taka, kubno sobirot beše Cvetkovski, koji je dolžan da go obezbedi crkovni odruček, koji će se podeli na site prisutni vedaš, štom će završi činom na nosenje krsti, odnosno licitacijata na crkovni podaroci. Сколько не слепишь? Na Gospoda, Bože zaštitine, spasi, pomiluj, zapazine, za Твоята благодат, спомнувайќи пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг, сиот наш живот, на Христа Бога, да го предадеме, зашто се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство, на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Наста празнолюбци, светло е торжество, памја славни страстотерци Христови селящи. Всячески ја сияјуще, царјави чудеси мирје, носјащи человеком непрестанную благодат, Твоја молитва ми Христе, спаси души нашја, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и пристојуваме, и похвали, Ево си непорочна, јаде пресушка го Бога рожаја, пресмотри, Того непрестану молитва славение прегрешени, исправление житија дадина, предевој нас, веруј любови Твоју житја, подобрени усетја Твоју. Помилуй моја ног, Земолюбја спаси, Оставја заступи, спаси, спаси мой. Помилуй моја ног, Земолюбја спаси, Оставја заступи, спаси, спаси мой. Ненавидящи от Сиона, отстраните се от Господа. Яко трава Бог, огнем будете изгорше, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во вечни векови. Святим Духом света, душа живица, и чистотою возвышається, светлеся Твој честим, святому Тайне, да внимаваме на сите и духови Твоего покрила, четвърти дни от душата Твоих, Бог Израиле, Божество Боже Бога, Господи свещник Израиля. Помилуй ме, Боже, поради големата Твоя милост, даже и големата Твоя Божена. Може да стигате да чуем нещо представите? Хайде. Чекай, колегата, прекръсти се. Чекай, чичколки да свикат, ало. Секогаш пред мене, пред Тебе Прекръсти се, изпредни кръсти се. греши, пред Тебе зло извършим, за да бидеш справедлив, кога ќе пресудуваш и да победиш, кога ќе судиш ете во беззаконија стажна, во грефи роди мојата мајка, и ја знам како ти мајка срцето, и нас победи и да се помолиме
на Господа. Господи, помилуй. Господ, кој си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за настала и храна наша, кој ти те момчиња и Данил, кога биле во Вавилон хранечи го со семења, си ги покажал посветил оние што биле во сласт. Хранети сам ти се, благи цару, благослови ги овие ребови и семења со различни плодови и освети ги оние што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на света недела и во чест и слава на пресвета Владица наша Богородица и Секоја Дева Марија и за спомен на оние што починале во честива вера, овие се принесени Твоите ради, затоа добар Боже, на оние што ова го красиле, извршуваа спомен, подари им се што проста за спасение и за настава на Твоите вечни блага, по молитвите на пречиста Владица наша Богородица и Секоја Дева Марија и на света недела, чиј спомен го празнуваме и на сите Твои свети, зашто Ти си тој кој благословуваше светува се Боже наш, и Тебе слава Те вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со еднородниот Твој Син, со пресветиот благ и жртворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благословувај леп и вино со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благословувај леп и вино со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благословувај леп и вино со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест приносим Ти, Господи, жертву силу, во пренебесни Твој жертвеник. Святи мученици, же добре страдалчествовавши и венчавши свят, молите ся ко Господу, помилувати ся, душам нашим, слава Тебе, Христе Боже, апостолом поклавом, мучеником радование, и же проповед Троица единосущная, и соирникуй Дева и Певошнея, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Господь имя Ему, Его же величаешь Тебе, уважаем. Христос Господи нас. Помилуй не Боже, по Твоята голема милост се молиме, чуј не и помилуй, уште се молиме за здраве и за спасение, Никола, Александар, Лазо, Елисавета, Дамјана, Ангелица, Домна, Благој, Стефан, Олгица, Наум, Весна, Валентина, Сергеј, Галина и сите тука други присутни, зашто си милостиви човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се јава за година некој нов кум. Ајде се јавите на кум. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Тебе честита славата за Амин. Така
Nedela! Ajde, da ne čekame mnogu! Stefan 100 evra! Stefan 100 evra! Za Sveta Nedela! Potreban! 150, Stefan 100 evra! 150, Stefan 200 evra! Stefan 200 evra! 250, Kako ti veš imam to? Dragan. Joresko to 250! Enđi? Stefan 300! a Erlija negativ. Stefan 300, da ne se vrtime goreštine! Така е. Neka mu je stokazme, ajde. Potreban Stefan 300! Da mu pomoži! Enđi? Spasi Gospodi ljudi Tvoja.
vino, Gospodin pomiluje. Ova godina ručak podava Stefan da mu pomoži. Ikonata si izgleda se slušna. Slušna je ljubo da kaže da ikonat ide kaj jedno. Drugi raboti nema što da razgovaramo. Počnemo sa licitacijom. 100 levali! Mala je možnost za održuvanje na mnogobrojni te crkovni podaroci od crkva koje će biti bez prisustva čovjek bez malko 1 godina. Zato crkovni odbor organizira licitacije na crkovni podaroci koji posle prvata naznačena vrednost se čeka onoj koji povećeće dade. Kako je ostanuva zbor za transformacija na podarocite vo moneti koji polesno se čuvat, čest beše slučaj od kupovačite da ostavate 10 pati pogolem iznos od realnota vrednost na podarkot, pa duri i od koga jednost će se prodade, povtorno da se najde na ponuda. Nis prekrasni od leten den pominuvat nezabeležitelni momenti na Ržančani vo hramu od Sveta Nedela. Pošto ozajnički odruček će biti blagosloven, site će se poslužet i će zamjenut vo svoj dvor, da go posjetat stario dom, dok ne je srušen, ili da zastanat se ogledkata prema široko to prostranstvo od livadi i šumi i da se prisjetat na denovito detstvoto. Ajde me ženi mene še motrijalci. Tamo prošeta je. Početna cena, da 100 lira. Mojte si da davate. Ženi imam neko tamo nešto, kažite. Ajde ove. Naši o 100 denari. Skidalo. Koji izjede ovdje сега? Evo ovdje. Izjede ovdje kukinati kesa da se šlek dale. Da ne pistoje. 100 denari. Ne taka da se našenje. Vano 100 denari. Samo od državnog dječarski. 200. Ne od Voko. 200 Dragan od Dončeta Đoreski. 500 Stefan Dečovski! Stefan Testo! Daj mu jajno! Vitalo! Pomoži! Ajde mu pomoći. 100 denari! On je do podkorenci neko će napši. Pečite vi ovo ručko zna. Nema me, dajte ja. Molitva site, ostanite tamo.
Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, небот наш, насуштен дај ни го денес и прости ни ги нашите долгови, како што и проштеваме и ние на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот, слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови, Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето и умножи го во овај дом и во ова село и во целиот Твој свет, зашто си свет, сега секогаш и во вечни векови. Амин. За многу години до време најдовне, да е жив тој што дава тручек. Помеѓу другото, рожанчани денес се и во собствените домови. Малку се жалат на непристапноста до селото во 21. век, но природната убавина како да ги фрла маките во сенка. Тие знаат дека се на простор од 1300 метри надморска височина, дека поседуваат над 100 планински активни извори, дека газат преку 5 реки и дека се наоѓаат во вистинска оаза на зеленило и свежина. Често ги спомнуваат можностите за развој на ова поднебје. Нешто слично како случајот кога странец сакал да го купи целото село за да го престори во туристичка оаза, ама не му било дозволено. Како французите кои сакале до главниот извор да изградат конзилиум, како што е можноста за изградба на најмалку 3 проточни хидроцентрали, како што зеленилото плаче за ситен и крупен добиток, како што всушност ова поднебје нуди нешто што не може да се сретне на друго место. Домаќините исто така зборуваа за комитската традиција на селото, за видните луѓе низ светот кои се по потекло токму од тука, за проклетиот гурбетлук, кој на добар дел од нив не им дозволи да се вратат, па дури и за гласините дека председателот Буш е 5 или 6 колено од татко кој потекнувал од познатиот град Заткамен, кој се наоѓал на тромеѓието од селата Збажди, Локов и Ржаново. За потешкотиите и тагат, за радоста и надежите, најдобро е да им дозволиме сами да прераскажат. Каде се наоѓа прекрасен чардак, домаќине? Овој чардак се наоѓат во селото Ржаново од ѓеќовци. Стефан, прво татко ми Вело, па татко му него. Сите внуци сме го собрали. Ние сакаме да живееме овде, да идеме да го продолжиме. Да се продолжиме. Јас сум исто од Охрид, а роден сум во Ржаново и живеам нон-стоп во Охрид, меѓутоа идам периодично, на моменти идам во село Ржаново, бидејќи селото Ржаново е моје родно место. Јас сум роден овдека 45-та година и сматрам дека село наше е многу убаво за да се повратиме назад на некој начин.
Па видите, и јас сум роден овдека во Ржаново 1934 година, тамо по почетокот на селото во една грмушка. Мајка ми е родена во една грмушка. По времињата што се поминати, мојот татко е многу млад, умрен. Така. И јас останав со моите братучеди, живееме, имаме и ден денеска живееме. Али јас имав голема желба да се врата назад и да направам куќа. И ја те направив една мала викендичка. Таја викендичка нешто ќе служи за мене и за моето потекло семејство и пријатели и други луѓе и за моите братучеди. Него овде имам намера да основам за туризам. Ќе го поврата туризамот од Холандија да дојде овде. Али проблемот е како јас ќе ги донесам кога патот не чини никако. Ние се надеваме, не само јас и другите кои што се слободни, кои што немаат работни обврски или други обврски во местата каде што живеат, доаѓаат на подолг период, мислам, за овде е подолг период месец или два, или недела или две. И мислам дека селото нема да изумре. Викендашката судбина е висински неизбежна, бидејќи сите ние имаме по некој направено куќи овдека, викендашки, на некој начин да го речам, а се сложвам со тоа дека селово наше Ржаново е идеал на Малесија. Овде во времето кога сме живееле ние, имаше 20.000 овци. Сега нема 2 овци. А може да има. Сега, јас овде ќе се поврата после 74 години старост. И овде е најубавиот живот во овој крај. Браво, Сико. Браво. Најубавиот живот. И воздухот убав, и водата е чиста, и све имаме, али патот не може. И покрај желбата која што ја имаме сите ние, селаните, не само од село Ржаново, него и од целата Малесија, не ни се создадоа услови ние да останеме подолго време тука или да живееме тука или почесто да навраќаме тука. Немаме пат, 6 километри нема асфалт, е шумски пат. Немаме други услови, значи нема продавница, нема ништо, нема никакви комуникации, нема никакви услови, нема вода. Нема вода, нема услови за да се живее и да се опстане во селото. Мислам, голем хендикеп е што патот П865, така го нарекуваат, е регионален пат, а општината која што сега припаѓаме, бевне порано под општина Луково, сега под општина Струга, не е надлежна да го изгради тој пат, а од државата, да речам, од владата, македонската влада и министерствата кои што се задолжени од Министерството за транспорт и врски, не покажале никаков интерес да го изградат тој пат. Сега, селово се врати постепено, се развиват, се враќа народот. Гледате самите дека има доста куќи направено, има преку 70 куќи направено. Младата генерација може да се врати, а може и старата генерација овде да ги помине најубавите денови. Али патот за нас не се чит. Овде, ево во ова место имаше 400 овци, имаше овде, ми имаме страга своја. 400 овци. Тоа детето што беше тука има тамо куќа, тој има 200. Потака има други луѓе по 400. Овие од домен до нас. Тамо иде оној долниот најдолу што снимаше тие ми се Стрикој. Тој беше најголемиот богаташ во времето партизанско. Тој даде 700 овци на партизаните. 700 овци. Имаше 50 гојда, имаше 20 коњи. Све даде на партизаните за оружје, за носење пушките и митролезите. Моја Стрико ми крсте. Ова е борбено село. Ова не треба се заборави. Власта валда знае, ама ништо нема тоа.
Точно е така. Живееле, не го напуштиле. Сега го напуштиле кога дојде колективите 1950 година. Се најго за многу години. Се направи колективите тука, стоката влезе во колективите. Колективите не беа рентабилни и народот почна да се сели. Прво од овде се преселивме ние, во град Охрид. После по нас дојде еден Вујко Војдан Павлевски, па постепено се селе еден по еден го напуштае селово. Али мојот внук упорен се врати назад, после 10-15 години напри прв овде куќа. Овде е сосема мирно и на секој чекор кај да подете. Вие веќе напоменавте, имаме ние тука на 100 извори, имаме и 5 реки, но за жал рековме дека се уште во домовите немаме вода. Инспирација има на секој чекор, природата е останата онаква како што била некогаш, селото е останато онакво како што било некогаш, значи сета природа, сите природни убавини, реки, извори, шуми и каде да појдете се инспирација за пишување. И многу луѓе може да дојде да живеат, имат услови. Гори имаме на селото наше, имаме огромни ниви пусти. Поле имаме. Се садеше рж, се садеше јачмен, овес, пченка, сите, уров. Јас и ово имаме збирано таму уров во Нивјево. Све се садеше, све имаше. Сега е пусто, нема нигде. А ми имаме многу, најбогато село е нашево и за вода. Најважно вода имаме. Ево имаме тамо ќе дојдеш ке изворите да ги снимеш. Ноќи, дење, зиме и лете еднакво течите. И та вода е лекојта. Сега јаде, оди написе тамо вода како да не си јал. Исто тие. Ние имаме овдека преку 200.000 квадратни метра шума. Сета шума државата ни е зеде. Сета. Па веќе имаме ние во тек се активности за водоснабдување на селото. Да. Проектот е веќе завршен. Работите течат сега во општина Струга, потоа ќе продолжат и во Скопје во Министерството, па се надеваме другата година кога ќе дојдете тука дека ќе имаме изградено и водовод. Да. Потоа имаме некои активности преземено за уредување на селскиот извор, можеби го видовте кога поминавте тука. Некои активности да се подобри мрежата, електричната мрежа, бидејќи половината село има монофазна струја, другото има трифазна, половината село има улично осветлување, половината село нема. Имавме јавна говорница од Македонски телекомуникации минатата есен, ја демонтира и воопшто не ја вратија, па се надеваме на нешто подобро следната година да биде, ако биде. Прво, ако се направи патот. Патот се направи. Да. Тоа е основно. Тоа е да се дозволи на народот да му се дајат кредити за да може да се развие малото стопанство за стока. Има луѓе кои што сакаат да држат стока. Да. Еден пример. Да зема јас сега 200 овци. Можам да земам. Имам могуćност. Кај ќе го носам млеково? Како ќе го носам млеково? Как ќе го носам сирењево? На ова наша река може да се изгради 3 централи. Така оди водата па дава во Дримун. И се враќа. Да, овде има постојано, бидејќи тако е конфигурацијата на земјиштето, цела Малесија, не само во селото Ржаново. И овој басен, да го наречам така, располага со многу богати видови на крупен дивеч, кој што е интересен за ловџиите, па преку целата зима, почнувајќи од октомври па се до негде до март е посетен само од ловџиите. Ние не можеме, ете виде каков е патот. Од Бажџи до селово наш има 6 километри. Зашто да не е направен? Седно. Зашто? Кога има могуćност,